Фирми основани од премиерот Димитар Ковачевски и негови семејни врски вртат милионски суми во енергетскиот бизнис преку злосторничко здружување во соларен картел. Аферата Бројло ќе покаже како премиерот Ковачевски здружен со неговиот кум свртела 26 милиони евра преку фирмата. Граѓаните тонат во сиромаштија, речиси половина милион од населението едва го преживува месецот, без да се преземат мерки за зголемување на просечната плата и пензиите. Овој процент и натаму може да расте. Евровија продолжува да добива државни пари. Повеќе од 1 милион евра за регулирање на одводен канал во Рачиново ќе добие фирмата донатор на ДУИ. Изминатите 10 години Евровија доби 16 милиони евра од народни пари, а само во 2023 околу 6 милиони евра. Не само што купи трговски центар во вредност од 30 милиони евра, туку внукот на Али Ахмети добил и концесија од државната ЕСМ за ископ на Варовник во вредност од 3 милиони и 600 илјади денари. Доктори, медицински сестри, фармацевти или директори, кои се домината осомничени од клиниката за онкологија и дали оваа бројка е само едно парче од мозаикот за препродажбата на скапи онколошки лекови. Напаѓачите во бегство, телата на убиените на обдукција. Полицијата се уште трага по сторителите на двојното убиство кои вчера околу 20 часот на Кале решетаа со калашникови. Дали ова е тоа што го сакаме за нас и идните поколенија? Промените се во твои раце. Иднината е во твои раце. Македонија е во твои раце. Промените во твои раце. Македонија повторно твоја. Заокружи број 2.